Специјално издание на Дневникот на Канал Плюс. Добро вечер. Еве кои настани му дадоа белег на овој 8 ноември. Штип го одбележа денот на ослободувањето. 8 ноемвриска награда за јавното предпријатие ИСАР, 11 нови доктори на науки и изложба на штипските уметници содржи овогодинешната празнична програма. За прв пат голем број православни верници денес се собраа на храмова слава во штипското село Селце. Уште два храма на Свети Димитрија се во изградба во Штип. Активисти од Сдруженијето за заштита на животните Втора шанса од Кочани спаси од смрт 3 измачени кучиња. Продолжува изживувањето врз кучињата од страна на кочанскиот монструм. Денес навршуваат 72 години од ослободувањето на Штип. 8 ноемвриска награда доби јавното предпријатие ИСАР. Признанија добија Универзитетската библиотека Гоце Делчев, итната медицинска помош, компанијата Семак Фешн и дуото Грациозо. Денес беа промовирани докторите на науки од Штип, а празнувањето традиционално беше одбележено со ликовна изложба од штипските уметници. 8 ноември е ден од големо значење за штипјани. Денес Штип слави 72 години од ослободувањето на градот. По тој повод се одржа свечена седница на Советот на општината, на која свое обраќање имаше градоначалникот примариус магистер Илчо Захариев. Ако 1944 година ние Штип го затекнавме со град кој има помалку жители од 1941 година, ако градот го затекнавме со едно мало без жители, тоа е еврејското мало, каде нашите евреи 535 завршија во концентрационите логори на фашистичка Германија. Ако ги дадоа своите животи нашите херои од Долани, од селото Драгоево, од селото Селц, Судик и сите оние кои беа стрелани, од селото Крупиште, кој беше изгорено до темел, лично мислам дека генерациите кои денеска сме овде, мораме постојано да мислиме на таа историја, затоа што тешко се формира држава. На свечената седница беше доделена 8 ноемвриската награда на јавното предпријатие ИСАР за сиот ангажман во изминатите 4 години. Оваа година, голема чест ја имаме да ја добиеме 8 ноемвриската награда, да бидеме носители на едно вакво големо признание за јавното предпријатие, значи чест, но истовремено и голема обврска, сите активности со кои што јавното предпријатие се бави, да ги продолжиме со ист интензитет, дури и посилно. Покрај наградата 8 ноември врачени беа и 8 ноемвриските признанија на истакнати граѓани кои со својата работа го афирмираа градот. Признанија добија Националната установа Универзитетска библиотека Гоце Делчев, службата за итна медицинска помош, приватната компанија Семак Фешн и дуото Грациозо. Почестени сме и од градоначалникот и од Советот на општината затоа што по повод 70 години успешно постоење и функционирање на нашата национална установа и универзитетска библиотека го добиваме ова признание. Инаку пред 40 години библиотеката ја има добиено 8 ноемвриската награда за проектното решение за изгледот на самиот објект, меѓутоа ова многу ни значи. Оваа награда ја посветуваме пред се на нашите читатели, затоа што ние постоиме за нив, секако на целиот тим од библиотеката и на сите мои предходници. Ова е една голема благодарност за нас, воедно како служба на итната медицинска помош и вработените со раководниот сектор во здравниот дом Штип. Оваа награда представува за нас еден дополнителен стимул да можеме да ги извршуваме подобро нашите работни задачи. Навистина значи оваа награда, голема благодарност до градоначалникот на град Штип и Советот на општината кои ни имаат целосно добрба во нас и ни ја додели оваа награда во областа на културата за афирмација на оваа општина надвор низ другите градови, но и надвор од републиката. Ние годинава и изминатите години имавме чест да настапиме на сцените низ Австрија, Словенија, Шпанија, Италија, дури стигнавме до континентот Африка, имавме турнеа низ Мароко, каде што имавме неверојатни концерти и годинава се надеваме ќе продолжиме исто така да оправдаме наградата и да наставиме во уште повеќе вакви настапи, фестивали и концерти. Изминатите 2 години учествуваме на Штипско културно лето. Се надеваме дека и ова година ќе се представиме со изморена програма.
Одбележувањето на денот на ослободувањето заврши со промовирање на новите доктори на науки на Митровденските средби во Националната установа Универзитетска библиотека Гоце Делчев Штип. За само една година Штип доби нови 11 доктори на науки. Медицинските, техничко-технолошките, економските науки, музиката и историјата се областите кои преовладуваат и на кои се напишани научните трудови на овогодинешните доктори на науки. Иновацијата е една од најбитните алки за успешен бизнис. Сите недостатоци и мерките кои треба да ги превземат идните бизнисмени се содржани во научниот труд на Христина Серафимовска. Темата на иновативноста е посебно значена ако се земе предвид дека во суштина тоа представува почетен развој бизнис почетен развоен импулс на секој бизнис. Инаку трудот е во насока да утврди модел кој што ќе ги содржи сите најзначајни сегменти преку кои што доаѓа до влијание предприемништвото, ги детектиравме слабите страни на нашите предпријатија и дадовме соодветни препораки за понатамошен развој. Развој на музичката педагогија низ призмата на двајцата најпознати музички педагози во земјава, Сотир Голабовски и Благој Цанев, е научниот труд на кој Ленче Насев докторирала на Универзитетот во Белград. Тие дале најголем допринос во музичката педагогија, напишале голем број на музички учебници и на тој начин ја развиле музичката писменост која била на многу основно ниво по завршувањето на Втората светска војна. Историските личности од секогаш биле предизвик за истражување. Еден од нив е Методија Шаторов Шарло. Беше еден од последните ликови анатемисани во изминатиот период, посебно во периодот од 1941 година па до 1991 година. Се отворија можности да се препрочитаат материјалите, се отворија архивите не само во нашата држава, туку и во соседството, во Република Србија, во Република Бугарија, така што младите истражувачи сепак имаат шанса од денешен аспект, од еден објективен и научен аспект да го дадат својот збор, посебно за вакви ликови анатемисани како што е Методија Шаторов Шарло. На 15-тото љубилејно издание на Митроденските средби на доктори на науки беше промовирана долгогодишната истражувачка работа на 20 истакнати родокрајни автори и доктори на науки Методиче Преганов и Душко Цацков. Тоа се доктори на кои што треба секако да се огледаат сите млади генерации, сите идни научници и истражувачи. Доктори на науки за кои оваа година библиотеката изготвува 2 библиографии во рамки на библиографскиот центар на самата установа. Освен за Штип, овие доктори за наука се од големо значење и за Штипскиот универзитет Гоце Делчев. Се поголемата количина доктори на науки кои се, да кажеме, формираат во овој град, се менува општената свест, мислењето, да кажеме, самата култура на живењето во градот и мислам дека тоа ќе биде многу важен придонес во едината и развојот на овој град. Штипската библиотека до година на Митровденските средби ќе промовира монографијата на сите досегашни доктори на наука и нивните промотори. Минатата година имаше рекорден број на промовирани доктори на науки, дури 23. Чествувањето на денешниот празник и ослободувањето на градот Штип 8 ноември штипјани го започнаа со полагање цвеќе на Исарот. Значи им го честитам 8 ноември, денот ослободувањето на Штип во Втората светска војна од фашистичкиот окупатор. 72 години слобода, 72 години силен растеж. Обиден сум денеска, ако гледаме после 72 години, дека не ги изневеривме очекувањата на генерациите кои кренаа пушка против тогашното робство. Обиден сум дека нивните идеали се исполнети, затоа што нашиот град за овие 72 години доживеа неверојатен ренесанс и развој. Верувам дека тој тренд и понатаму ќе продолжи. А традиционално секоја година на овој ден Друштвото на штипските уметници организираат изложба. Ова година јас учествувам само со едно дело именувано како крајовидение. Ако нешто значи зборот, тоа е тоа. Нова 49 годишна изложба со 2 дела скулптури во материјал бронз.
Мојот начин на изразување, мојот стил на изразување е еден абстрактен геометризам, кој што во едната форма е представена фигурацијата, а во другата асоцијативната форма. Друштвото постои 49 години, а до година, значи, славиме 50 години јубилеј од постоењето и за по повод 50 годишната изложба ќе направиме и една монографија така за друштвото. Денес колку слики има изложба? Па не сум ги имам, меѓутоа има 11 учесници овој пат, инаку друштвото има над 20 членови. Честитка и благодарности по повод ослободувањето на градот упатија и дел од политичарите. Денеска го учествувам на 8 ноември, денот на ослободувањето на нашиот град, кога плејада млади партизани се бореле за ослободување и подобрување на условите за живот и за развиток на нашиот град. Благодарни сме им за таа нивна борба, а ние продолжуваме понатаму во стварање на услови, развивање на економијата во нашиот град за подобрување на условите. 72 години слободен Штип, датум кога Штипени уште еднаш покажаат дека го сакат Штип, ја сакат Македонија и со својата саможртва помогнале во еден нов Штип и нова Македонија. Благодарност до сите оние генерации кои се вложиле во Штип, се пример за сите следни генерации. Во име на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија сакам да го честитам овој наш голем ден на граѓаните на општина Штип, ослободувањето на градот Штип, 8 ноември 1944 година. Овој ден треба да ни покаже и ни покажува како нашите предци во минатото се бореле и ги давале своите животи за тоа што ние денеска го имаме. Најважното, слободата, слободна и суверена самостојна Република Македонија. Затоа ние, денешните генерации политичари, треба да имаме уште поголема одговорност. Православните христијани денес го слават споменот на Свети Димитри Солунски, светец кој е доста почитуван во овој регион. Храмова слава за прв пат на овој ден имаше во штипското село Селце. Два црковни храма во Штипскиот регион посветени на Свети Димитри Солунски се во изградба. Едниот е во село Таринци, другиот во Штипско Новосело. Неодамна осветена е црква Свети Димитрија во село Селце. Таму денес имаше храмова слава на која учествуваа голем број верници од поширокиот регион. Ктиторот на овој храм, Ѓоре Митев, вели дека е горд што денес се собра голем број верници во црквата во село Селце. Желбата е остварена. Благодарение на сите, на селаните и на преку општината, преку црква, со сите, сечија помош беше добродошла и чувството е неопишливо, нели? Дел од верниците кои ја славеа храмовата слава ги врзуваат убави спомени од село Селце. Многу сум срекна, јас мајка ми е тука родом од ова село и тука сум растела како дете и ми е многу мило. Благодарение на господинот Ѓоре што направил оваа црква, што ќе остане за многу години, да се собира овај народ тука, да се спомнуват и луѓето да се среќават за убави работи. Дојдов на црква заради тоа што јас сум тука бил 12 години учител. И беше на школа со Вали, и беше на црква, и сега сум тука на манастир. Ово се направи, значи сите се запознаме и се сега знаеме кој што сме. Тоа е. Од убаво по убаво е. Над 200 верници денес го славеа Митров ден во новиот храм во Селце. Утринава имаше света литургија и секако црковен собир со празничен ручек. Специјалитетот ќе биде маđарски гулаш, овшко и компир. Ситно дробено месо и овчето и компиро и зарзавати. Од зарзавати што постои се. И се готве за 300 души. Село Селце е модел на квалитетен соживот меѓу 4 националности – македонци, власи, срби и турци. Доминира муслиманското население, но верските празници во ова село ги слават заедно сите жители. Денешниот верски празник во Кочани се одбележува во сенка на немил настан. Непосредно пред славата ограбен е манастирот Свети Димитри во населбата Трајаново Трло во Кочани. Крадците однеле се што можеле да најдат во еден манастир, прозорците, приборот од кујната, а ги скршиле и иконите. Свештениците апелираат на поголема почит на луѓето кон светите.
Синоќа околу 22 часот наспроти празникот Свети Димитрија, како што и се нарекува манастирчето или оброчиште во Кочани, во населбата Трајаново Трло, посветено на истоимениот светец, непознати сторители го ограбиле манастирот. Ги однеле прозорците, целиот инвентар од кујната, приборот за јадење и казаните за готвење, а на крајот ги искршиле иконите. Синоќа, за жал, околу 22 часот се случи кражба во манастирот. Беше насилно скршен прозорецот од страната. Исто горе во малата кујничка, каде што имаат некои работи од кујната што ги служиме овде, што се прават, што ги користиме за во кујната, ги имат украдено. Иконите што се внатре ги имат скршено, на жалост испрлено, однесено на друго место од манастирот, таму искршени. Случката што се случува овде е малку трагично, бидејќи не е прв пат да се случи ова. Значи во последните 3-4 години секоја година поеднаш се случува нешто. Минатата година за жал беше кабелот за струја изваден од просториите горе што са ни, значи каде што ни е кујната, изваден кабелот, уништени, вратата разбиена. По неколкуте кражби во овој манастир, свештениците велат дека не е можно да се инвестира во него, оти веднаш ги снемува предметите. Средства се собираат, средствата се чуваат, значи на сметка, сакаме да се постигне нешто, да се инвестира, но не можеме да го направиме тоа. Нажалост, бидејќи што и направиме, значи тапкаме во место, значи еден прозор да ставиме, да обновиме, тој прозор ќе се развие, ќе се скрши и ќе се украде, значи на крајот, значи треба малку да се преземе малку одговорност, значи да се земе, за да можеме да напредуваме. Верата ни се сведува на многу ниско ниво, додава отец Евтимов, и вели дека се чувствува голема омраза, а не почит меѓу луѓето. Свештениците упатуваат апел до сите граѓани да се има страв Божи и поголема почит кон светиите. За грабежот ја известиле и полицијата, која што направила увид и записник на местото на кражбата. Лаптоп и целиот уред на сигурносните камери се украдени синоќа од основното училиште Свети Климент Охридски во Облешево. Крадците ги разбира влезните и вратата кај директорката и одзеле вредни предмети. Направена е штета од околу 2000 евра. Полицијата направила увид и работи на откривање на сторителите. Кражба во основното училиште Свети Климент Охридски во Облешево. Украден лаптоп од канцеларијата на директорката и целиот уред на сигурносните камери. Крадците ги разбиле двете влезни врати на училиштето и онаа кај директорката. Веднаш откако ми јавија, јас дојдов во училиштето и ги видов сите покушаи за разбивање на влезните врати, кои што ги направиле ноќеска крадците помеѓу 7 и 8. При самото влегување и заедно со моите хигиеничари видовме дека нема направено некои големи нереди во училиштето или поголеми грабежи, но е одземен мојот лаптоп во кој има секако најдоверливите работи кои што се лично потребни за мене и за моето училиште и сигурносни камери кои што имаше овде, позади мене си стоеше програмот за училиштето обезбедено со камери. Значи комплетно земени се сите делови од сигурносните камери. Ова не е прв грабеж во училиштето Свети Климент Охридски во Облешево. Токму и заради честите грабежи, училиштето е обезбедено со камери и поставени се решетки на прозорците. Но крадците не ги спречува ништо во намерата. Може би уназад во овие мои 25 годишни работно искуство во училиште и како претходно наставник, значи сум се сретнала со кражби во училиштето и сега како директор прв пат ми се случува за мојот мандат. Инаку секојаш напад на ово училиште или одземање на компјутерската технологија. Службите во училиштето рано наутро ја започнаа обновата на нови брави на вратите, како и набавка на украдената опрема. За кражбата известена и полицијата, која што направила увид и работи на откривање на сторителите. Со кражбата во училиштето направена е штета од околу 2000 евра. Продолжуваме со инфраструктурните зафати на истокот. Се подобрува и обновува патната инфраструктура на крајниот исток. Со средства на општините Берово и Делчево асфалтирани се 2 нови улици. Асфалтирани 2 нови улици на територијата на општините Делчево и Берово. По подолго време како еден од проектите кои беа најавени за реализација од страна на градоначалникот Драги Наџински, улицата Балканска во Берово деновиве го доби ликот на современа градска сообраќајница.
На оваа улица асфалтирана е делница во должина околу 320 метри, со што во голема мера им се олеснува движењето на граѓаните кои живеат во овој дел на градот Берово. Во Делчевско пак по асфалтирањето на улици во селата Тработивиште и Вирче продолжи асфалтирањето на дел од улицата број 2 во населбата Звегорска река. Асфалтирани се вкупно 75 метри од оваа улица со средства обезбедени од буџетот на општина Делчево. Подобрувањето на патната инфраструктура во Делчевско започна со асфалтирање на улици во селата Вирче и Тработивиште, а исто така во план за реализација на градоначалникот на општина Делчево Дарко Шектански во наредниот период е изградба и на нова улица во селото Разловци. Улица која е лоцирана околу спомен домот Разловечково стание со должина од околу 160 метри. Со реконструкција на регионалниот пат Крупиште-Пробиштип-Пробиштипјани достанатите градови од Источна Македонија и до Скопје ќе патуваат побрзо и побезбедно. Веднаш по завршувањето на техничката документација и избирање на изведувач, овој проект ќе започне да се реализира, истакна градоначалникот на Пробиштип Тони Тоневски. Геодетска фирма врши снимање на трасата од регионалниот пат Крупиште-Пробиштип. Дали со ова на повидок е реконструкција на овој регионален пат, бидејќи ова е еден од најголемите и најбарани проекти на граѓаните. Тоа е еден проект кој што беше влезен во приоритетите во делот на патната инфраструктура во нашата општина. Во моментот активно се работи на изготовка на комплетно нова техничка документација, изработка на основен проект со сите фази што треба да ги содржи еден модерен основен проект, со кој што во следниот период ќе се распише тендерска постапка за избор на изведувач и се надевам многу брзо ќе почне физички да се реконструира овој патен правец. Со реализација на овој проект Пробиштип ќе добие поквалитетна патна инфраструктура. Со овој патен правец ќе се поврази на експресниот пат Штип-Кочани, а исто така ќе патува побезбедно и побрзо до сите градови на истокот и до главниот град. Синоќа пронајдени 3, но постои можност да има и уште врзани, згладнети, претепани и дехидрирани кучиња на улицата Скопска во Кочани, откако монструмот Николчо Таџиманов се врати од затвор и повторно почна да си живува врз нив. Активистите од Сдруженијето за заштита на животните Втора шанса од Кочани по дојава на граѓани ослободија 3 измачени кучиња. Цврсто стегнати околу вратот со жица, без простор за воздух, дехидрирани, измачени, претепани, малтретирани, без храна и вода, врзани под кревет во напуштен објект на улицата Скопска. Во ваква состојба активистите од Сдруженијето за заштита на животните Втора шанса од Кочани ги затекоа кучињата кои што монструмот Николчо Таџиманов од Кочани, откако се врати од затвор, повторно продолжи со малтретирањето на кучиња скитници. Активистите од Кочанското здружение по дојава од граѓани отидоа на местото и ги спасија и ослободија безпомошните животни. Кочанскиот монструм Коле се продолжува со истото злодево, ги малтретира животните. И тука сме на една локација каде што најчесто ги зима животните. Па ќе одеме да видиме што има. Имаме сознание дека има неколку соберено, сабајле му дошла полиција. И по наоѓањето на двете кучиња под креветот, активистите пронајдоа уште едно измалтретирано и до смрт преплашено куче, овој пат во подрум во една од зградите. И тоа беше цврсто врзано околу вратот, изгладнето и дехидрирано. Имаме дојава од совесни граѓани дека Кочанскиот монструм Коле повторно има земено животни и викнавме телевизија за да ве увериме и вас дека сето тоа што го збориме не е на празно. Еден апел даваме до надлежните органи, затоа што сега се случува на куче, утре може дај Боже се случи на дете, на жена, не е битно. За стореното, активистите ја известија и полицијата, кои што дојдоа на лице место да направат увид, пошто членовите на Сдруженијето ќе поднесат пријава за лицето кое што ги измачува животните. На оние што ги ослободија, активистите им дадоа храна и вода, а за тоа животните видно ја покажаа својата радост и благодарност. За телевизиите пред 2 години зборуваше мајката на монструмот, Бранка Таџиманова, која што велеше дека срами е што има таков син, оти не ги малтретира само животните, туку и неа.
Граѓаните стравуваат од можен напад врз дете или жена, а станарите коментираат дека на овој дел од градот честа е сликата на остатоци од тела на мртви кучиња, распаднати лешови, расфрлани екстремитети. Често пати има расфрлани празни шишиња пиво и искористени кондоми. Постојат и оправдани индиции дека кучињата се сексуално злоставувани, а потоа и убивани од посочениот монструм кој што одамна му е познат на полицијата. Во САД денеска се одржуваат претседателските избори на кои 225 милиони американци со право на глас ќе одлучат меѓу демократскиот кандидат Хилари Клинтон и републиканецот Доналд Трамп. Ќе се гласа во еден круг во секоја од 50 американски сојузни држави и во градот Вашингтон. Медиумите оценуваат, повикувајќи се на спроведените анкети, дека изборите никогаш досега не биле понеизвестни, а најновите анкети направени од Bloomberg и Институтот за истражување на јавното мислење Silzer & Co покажуваат дека Клинтон е во водство во 3% во однос на Трамп. Меѓу останатите кандидати, либертаријанскиот кандидат Гери Џонсон има подршка од 4% од испитаниците, додека кандидатката на Зелената партија ужива подршка од 2%. Председателот во заминување Барак Обама ги повика демократите од секоја етничка припадност да излезат на изборите за 45-тиот председател на САД и да го дадат нивниот глас за Хилари Клинтон, предупредувајќи дека САД се е на коцка на судбината. Имено некои од државите традиционално гласаат за демократите, а други за републиканците, поради што кандидатите во кампањите го ставаат фокусот на оние десетина држави кои од избори до избори ја менуваат партијата, а меѓу нив најважни се Флорида, Пенсилванија и Охајо. Огромна дупка се отвори среде булевар во близина на главната железничка станица во Јужна Јапонија и доведе до прекин на сообраќајот во околната зона. Дупката се отворила во близина на станицата Хаката во градот Фукакока на јапонскиот остров во 5 часот по локално време и таа не престанала да се зголемува. При уривањето биле пресечени електричните кабли и дошло до прекин на електричната енергија на меѓународниот терминал на аеродромот во градот, кој е на 2 километри од железничката станица. Властите почнаа евакуација на жителите на околните згради, откако се појавија информации дека може и тие да пропаднат. Во регионот се чувствува мирис на газ. Се претпоставува дека причина за инцидентот е изградба на подземна железничка мрежа. Русија и САД се изјаснија против каква било промена во процедурата за наложување на вето во Советот за безбедност на Обединетите нации. Право на вето имаат 5 постојани членки на Советот. За наложување на вето Москва и Вашингтон од една страна има различно мислење од Лондон и Париз. Предлогот за ограничување на примената на правото на вето во ситуации во кои се налага донесување на итни мерки со цел спречување на масовни злосторства беше дадена од страна на францускиот председател Франсуа Оланд. Иницијативата не подразбира вршење на промени на уставот на Обединетите нации. Со неа се предлага започнување на специјална процедура, побарање на најмалку 50 земји од Обединетите нации. Генералниот секретар на организацијата треба да ја оцени ситуацијата која ќе се разгледува во Советот. Во случај да има сериозно кршење на правото, како на пример геноцид или воени злосторства, ќе стапи во сила така наречениот џентлменски договор, кој подразбира доброволно откажување од правото на наложување на вето. Изминатиот викенд се одржа првото коло во одбојка во првата државна лига. Во машка конкуренција беа постигнати следниве резултати. Екипата на Пробиштип Весна Акумулатори забележа победа против новиот праволигаш Лешок со резултат од 3:1. Екипата на Угада Студент беше поразена од Вардар со 3:0. Лидерот од минатата сезона Струмица забележа убедлива победа со резултат од 3:0 против екипата на Лирија. И во последниот одигран надпревар во машка конкуренција, екипата на Борец ја совлада екипата на Шутова со резултат од 3:0. Во женска конкуренција беа постигнати следниве резултати. Угада Студент оствари победа во првото коло против екипата на Наковски Волеј со 3:0. Женските одбојкарки на Јанта Волеј ја совлада екипата на Бами Кор со 3:0
И во последните два надпревари, екипата на Универзитетот Тетово забележа победа со резултатот 3-2 против Пелистер Волеј и екипата од одбојкарскиот клуб Скопје ја победи екипата на Македонија Макс со 3-1. Спортските клубови од општината Македонска Каменица добија нова спортска опрема од најголемиот стопански капацитет на подрачјето на рударското градче, рудникот за олово и цинк Саса, субјект кој уште еднаш ја покажа својата силна општествена одговорност, набавувајќи нова спортска опрема за сите локални спортски клубови. Опремата во наредниот период ќе биде распределена на фудбалскиот клуб Саса од Македонска Каменица, футсал клубот Рудник Саса, кошаркарскиот клуб Баскеткам, училишниот ракометен клуб Астра Спорт, а донации се предвидени за основното училиште Свети Кирил и Методи, како и неколку локални издруженија на граѓани. Во изминатите 10 години од самото рестартирање на рудникот, општествениот субјект доделува финансиска поддршка и за сите спортски клубови на подрачјето на општина Македонска Каменица. Ова воедно беше се за централниот дневник на Канал Плюс телевизија. Довидување до Дневник 3 на неколку минути пред полноќ.